Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човекова средина на Советот на општина Битола на ден 25.3.2022 година со почеток во 10 часот, со предлог на дневен ред. Извештај за реализација на програмата за заштита на животната средина за 2021 година. Дали некој има да додаде нешто во околу дневниот ред? Го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? 3 за. Дали некој бара збор во поглед на извештајот за реализација на програмата за заштита на животна средина? Сакате нешто да кажете? Треба. Ако ние го знаеме, го имаме, ама ако сакате може да го образложите. Значи, извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на општина Битола за 2021 година. Дел од информациите ви се познати, бидејќи на почетокот од годината имавме информација за животната средина. Значи, исто е поделено во сите медиуми. Првиот медиум, заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух, значи одделението за урбанистичко планирање и заштита на животната средина, редовно врши оценување на квалитетот на амбиенталниот воздух во текот на целата година, редовни мерења и следење на државната мрежа, односно двете мерни станици Битола 1 и 2 во периодите кога работат. Знаете, Битола 2 во моментот е под конструкција. Изготвување на месечни и годишни извештаи, редовно информирање на граѓаните на територијата на општина Битола преку соопштенија при надминување на граничните вредности, праг на алармирање и праг на информирање. Значи, согласно уредбата, прагот на алармирање секоја година се намалува. Лани беше 163 микрограм врз метар кубен за 2 последователни денови. Оваа година е 150. Значи, праг на алармирање беше евидентиран во месец јануар на 21.1.2021, додека праг на информирање имавме 3 денови, 17, 18, 22, 23, 24 и 25 преку соопштение на страната на општина Битола имаш известување. Во прилог ви се ставени извештаите годишни. Знаете, план за подобрување на амбиенталниот воздух беше донесен 2013 година од Советот на општина Битола, меѓутоа во 2021 година општина Битола беше избрана како пилот општина од страна на Министерството и негде месец мај започнавме во соработка со Министерството за животна средина да се изготвува новиот план за подобрување на квалитет на амбиенталниот воздух. Во месец февруар имавме Зум состанок, знаете, каде што ни беше презентиран нацрт планот од страна на Министерството за животна средина, а во периодот кој следува веќе ќе имаме и официјална презентација. Одделението тековно изготвува, значи го ажурира електронскиот регистар на одобрени елаборати за заштита на животната средина, води и ажурира и регистар на одобрени и одбиени елаборати во хартиена форма, ажурирање на електронски регистар на беинтегрирани дозволи. Во 2021 година спроведени се 2 јавни повици за субвенционирање на граѓаните. Знаете, имаше измена на програмата и дополнување за 2021 година. Првиот повик беше околу 700.000 денари, додека вториот беше 1 милион денари. Субвенционирање на граѓаните во висина од 5.000 денари, 50% од сумата, односно максимално до 5.000 денари. Во 2021 година спроведена беше јавна набавка за изработка на катастар на загадувачи. Катастарот на загадувачи е стратешки документ согласно, значи, членот 41 и 42 од Законот за животна средина. Истиот е поставен на веб страната на општина Битола, промовиран и поставен на веб страната на општина Битола, јавно достапен до сите. Во делот на заштитата на водите, знаете, редовно секоја година има чистење на речното корито и подпорните зидови на реката Драгор во соработка со двете јавни претпријатија Комуналец Нискоградба. Проект пречистителна станица, изграден е крак од колекторски систем за собирање на отпадните води од домакинствата и туристичките објекти од село Трново. Овој колекторски систем понатаму ќе се шири кон останатите делови на Трново и Магарево. Колекторскиот систем ќе овозможи отпадните води што досега не биле третирани во подпилистерието да бидат опфатени согласно светските стандарди. Во делот на почвите, како што знаете, имаше проекти Екоофанзива 1 и 2. Во 2021 година спроведена беше јавна набавка за урбана опрема и нови зелени површини, тоа 7 нови паркчиња. Парк кај Смилевски конгрес, кај мислам дека Басе таму факултетот, позади Бадо, парк кај Симпо, паркчето делот на Стив Наумов кај дистрибуција,
Борис Бастерот кај новото училиште Даме Груев, местната заедница Кочо Десенот и парк хотел Битола кај новите згради. Сега со измената на програмата за животна средина предвидени беа средства за набавка на 2 смарт паметни клупи. Набавени се 2, од кои што едната помала ставена е кај градскиот парк, кај сад кулата до објектот Магнолија, додека другата е поставена на широк сокак до киното Манаки. Во делот на заштита од бучава имаме континуирана изработка на сообраќајни проекти за зголемување на безбедноста и мобилноста на сообраќајот на сите учесници, воведување на еднонасочен сообраќајен режим во централно градско подрачје и анализи за зголемување на бројот на паркинг места, додека во делот на подигнување на јавната свест, значи одредени проекти, манифестации, Битола на точак, флаери, видеопрезентација од екоофанзива, 2 новите паркчиња и ги имате и финансиските средства во прилог од јавните набавки. И благодарам на Александра за исцрпното излагање. Секогаш имаме соработка и секогаш сте достапни за нас. Дали некој од колегите бара збор? Прашање само имам едно. Ме интересира колку кошта една смарт клупа и кој ќе ги одржува истите. Еве во прилог ви се даени, значи набавката беа предвидени 1 милион денари, потрошени се 683.928.000 денари, од кои што мислам дека околу 300 и нешто илјади денари беше помалата клупа, не, помалку помалата клупа, околу 400 поголемата клупа. Одржувањето во наредните 2 години е на самиот мислам на самата фирма од кој што ги набавивме, а после веќе ќе бидат на општина Битола или не знам која ќе биде политиката, дали ќе го продолжиме договор доколку набави, не знам. Во овие наредни 2 години, значи ќе се ги одржува самата фирма која што ги набави и постави. Благодарам. Колегата Бојан? Зголемени инспекцијски контроли на оџаците, домаќинствата, индустриите и заначиските постројки. Колку контроли се извршени во 2020, колку во 2021? Овде има напишано дека се зголемени инспекцијските контроли. Имате таков податок? Значи вака, во делот знаете со мислам со новите инвертер клима уредите што беше субвенционирањето, тенденција беше да се направат инспекцијски контроли на сите загадувачи со поставување на инвертер клима уреди, да ги затворат оџаците, односно да не користат огревно дрво за како вид на енергенс. Сега, колку инспекцијски надзори се направени, тоа е до инспекторатот. Не ти пише дека се зголемени инспекцијските Големени, контроли? да. Знам дека прошлата година имаше и двосменско работење на инспекцијата, меѓутоа бројот на инспекцијски надзори не е во моја надлежност, тоа до инспекторатот. И има заштита на водите, има напишано континуирано чистење во текот на целата година од страна на општина Битола во соработка со јавните предпријатија. Да. Колку пати е изчистено коритото на река Драгор во 2021 година? Тоа е само во делот на животната средина во нашето одделение, додека во делот на колку пати и како е во комуналното одделение. Значи ова само е во делот на животната средина, препорака од нашето одделение да продолжи континуитет, а комуналното одделение може да ви даде одговор за во кој периоди е направено и колку пати. Јас знам дека 2 пати годината се чисти пролетно и есенско. Оти во програмата за уредување на градежно земјиште, што исто е на седница на Совет, во извештај за 2021 година напишано е чистење на коритото на река Драгор предвидено 1.500.000 денари. Реализација 0. Значи ние во тој дел немаме ни финансиски средства, ова е само препорака во делот на животната средина од нашето одделение да се продолжи континуитетот на чистење на коритото и на реката Драгор. А другите одделенија може имат одговори да ви дадат, јас немам. Добро? Да. Во првиот дел во екоофанзива 1, јавното предпријатие Комуналес, меѓутоа во екоофанзива 2 беше направена јавна набавка. Во екоофанзива 2 учествуваше општина Битола, односно повеќе одделенија. Нарачка на проектот започна во јавното предпријатие, после ЕРСИ го нарача како одделение, значи проектот за 7-те паркчиња, после тргна од нашето одделение од животна средина, потоа јавното предпријатие ги изработи проектите, ги испорача до комуналното, комуналното спроведе јавна набавка и со јавната набавка беа извршени овие 7 паркчиња изведени. Имате вредност на овие паркчиња колку се? Не, јас не, меѓутоа во комуналното одделение сигурно да. Добро, фала. Дали некој од другите колеги сака? Колегата Чолаковски? Неколку прашања. Колекторот Трново Магарево во функција е, работи тој, до кај зафаќа?
Тоа е во одделението за економски развој, односно јас колку што знам, не знам да ви кажам колку зафаќа, знам сега дека се во тек на јавна набавка, меѓутоа ова е нешто неофицијално, тек на јавна набавка за изведувач на понатамошната работа на пречистителната станица. Не знаеме дали е во функција, така? Не знам, треба да се обратите до економски развој. Можеме да викнеме некој од економски развој? Можете, сигурно да. Не, сега прашувам дали можеме. Би требало да можеме. Би требало Ќе да направиме можете, на пауза од 15 Пошто минути. ги има тие работи во програмата, а одговори не добиваме, Кај нас во програмата се само пошто не е водил- под нив, да викнеме Да. некој што е под нив. Значи, дали? ќе направиме пауза од 15 минути, ќе повикаме некој од одделението. Ќе може Мислам колеги дека да најстручен е Венцо во тој дел да ви одговори на ова прашање, бидејќи тој си го води проектот. колеги може 15 минути пауза и да ги повикаме. Може да се доискажам само со другите прашања? Може, да. За мерната станица имам информација до кај ќе биде, нема Да, да биде. за мерната Испратено беше од градоначалникот да, Барање до да, Министерство, да, така? Да. Кога беше испратено? Можам да ви го донесам ако сакате, ама мислам дека негде вториот ден после нефункционалноста на Битола 2, ако престана да работи во ноември, еве да речеме пример, 18 ноември поставивме, значи информација да ни достават, беше доставена информација од Министерството за животна средина дека е во значи се поправа мерната станица во Скопје и работат се за да ја клават, да ја стават во функција, бидејќи доколку ја пуштат до Германија ќе трае подолго време. То од ноември е Да, вратено дека се работи на неа. да. Да. Ја Да. Да. Друга информација од тогаш немам. Значи тоа е последно. Да, тоа е последно. Во деноите кои имаше прагој на информирање на граѓаните, имавме објавено на Да, официјалната на страна на страната на општина Битола. општина Битола, да. Добро. И клупите уште ме интересира, двете се функционални? Двете се функционални, имаше проблем кај поголемата клупа кај Смарт Култур, кај Кино Манаки, меѓутоа си дојде операторот и имаше проблем со батеријата, поставена е нова батерија. Значи сега е функционално? Да, сега е функционално. Фала многу. Имаме записник и од денот кога ја смена батеријата. Колега Чолаковски, толку? Колегата Методи. Фала. Имам прашање до представникот на општината. Дали имаме детектирано колку денови во овој зимски период во 2021 и 2022, значи генерално цел зимски период, имавме прекорачување на прагот на загадување на воздухот и дали постои во одделението за животна средина некаква анализа од тоа, например, колку денови такви имаше во зимата 2021-2022 и Да. уназад 3-4 години. Поставени се во прилог, ви се поставени мерната станица Битола 1 и 2 и на крајот ако можете да видите, ви се пресметани сите денови кога имало надминување, колку зелени денови во текот на годината, а во самиот извештај, значи ги имате деновите кога имало прак на алармирање, тоа е 21.1.2021, односно прак на информирање 17, 18, 22, 23, 24, 25 февруари. Тоа се отприлика негде околу 10 дена, како што... Не се 10 дена, туку се 1, 2, 3, 4. Значи Добро. 4, бидејќи еден прак на информирање е и алармирање се два последователни денови кога имаме надминување. Прак на информирање е два последователи на 100 микрограм врз метар кубен, а прак на алармирање е два последователни денови на 163 за 2021, односно 150 ќе бидат за 2022. Секоја година сразмерно се намалува прагот на алармирање, Океј. а на информирање останува ист. А уназад по колку денови сме имале такви? Сега Имаме во таква момент анализа? има анализа, доколку побарате информација можам да ви ја дадам, бидејќи ги имам анализите од 2015 до 2022, меѓутоа сега во моментот не можам да ви дам таква Колега анализа. Методи да ни ги прадат на сите советници. Сакам да и- замолам да. службите, Да. пуштете ја таа анализа на мејл во прилог за седницата. Добро, добро. Фала. Некој друг од колегите? Колеги, може... Повелете, колега Корлевски. Се извинувам што се вклучувам подоцна. Не. Дали имате информација како
одделение или како област во која што се занимавате со човековата средина, односно темата која што е во јавноста со изградбата на депонијата која што се најавува. Сега денес во 12 часот тука во салата на Советот имаме со Министерството за животна средина имаме состанок во тој дел. Во кој што јас сум назначена како представник од општината заедно со Благица Василевска од Советот. И лично не знам, немам информација да ви дам, денес прв пат ќе присуствуваме на таков состанок. Имаше состанок за нацрт просторниот план, во кој што беше кажано дека делот на регионалната депонија ќе биде издвоен од просторниот план и ќе има посебен состанок за истата. Денес. Тој дел ме интересира, знаете зашто? Затоа што и во 2015 кога почна се прави проектот и во следниот мандат, да речеме, зборувавме за регионална депонија. Значи, она што се спомнуваше и што се реализираше од Пелагонискиот плански регион беше за регионална, збораме Битола, Новаци, Могила, значи нашиот регион веќе кој што си имаме само да се Пелагониски, да. Пелагониски, да. Нешто околу информацијата мене ме збунува фактот од Пелагониски, значи збораме нешто што си го имавме само да го направиме еколошко. Дали имате информација зошто се вклучува, значи вчера на пример градоначалникот на Струга изјави, вика дека донесла одлука за формирање на јавно и општинско предпријатие, значи Струга. Значи тоа што ако тие донесла одлука, значи спаја под нивна ингеренција или ќе биде во изградба во Новаци или пак во Новаци ќе биде. И ќе ги опфаќа Охрид, Девар, Струга, Кичево, значи збораме нешто што е настрано од она што се почнало да се прави во 2014 година, збораме, значи. И во претходниот мандат, сега збораме за нешто многу поголемо. На овие прашања ќе можам да ви дам одговор само после состанокот. Сега не можам да ви дам, не знам. Јас не знам. Значи, ако има некој извештај, убајто извештај да ни го пратите како советници. Колеги, ќе нема потреба да има пауза, да знаете. Ќе дојде Венцо сега да одговори на прашањата. Доколку имате нешто друго, продолжете, повелете. Да, ајде, кратка пауза од неколку минути додека да дојде Венцо. Да продолжиме со седницата, колеги. Еве, Венцо ќе ни биде представник од општината кој што ќе може да одговори на прашањето на колегата Чолаковски. Прашавме неколку прашања како колешка од животна средина, ама не знаеше да ни одговори. За колекторот за Трнава за Магарево беше прашањето, пошто е во објектот го гледаме изграден, се рекламираше дека е завршен, дека е во функција, тој работи, прочистува, собира, до кај е опфатот. Значи, пречистителната станица се уште не е стајана во употреба, од причина што нема доволно број на потрошувачи за таа работа. Значи, предвидена е, согласно визибилити студијата, сега пошироко малку ќе ви објаснам да знаете и што се случува во моментот, пошто тој опфат е, да речем, целиот ова го третира. Во 2019 година изработена визибилити студија конкретно за прочистувањето на отпадните води во дело на Трново, Магарево и Националниот парк Пелистер. Врз основа на таа визибилити студија одлучено е да има две пречистителни станици. Едната е ова што е сега изградената, што не е во функција, и една горе кај детското одморалиште. Ова и двете се демизионирани на 500 еквивалентни жители за да функционират. Во моментот, јас точно не знам, вршена е некоја проценка и бројка, во моментот Трново, Магарево, колку реално живеат жители, и неофицијално некаде околу 170 или 80 потрошувачи има, што значи далеку сме од 500. Ова неофицијално го зборувам, затоа што точно немам податок од таа анализа што е правена, вака што имам слушното од колегите. Во секој случај, ние, значи, имаме проектна документација со одобрение за градба за тој систем. Значи, што го опфаќа Трново и Магарево, заклучно со Магарево. И продолжуваме да го градиме и понатаму. Значи, ќе почнеме, значи,
предвидено е и во оваа сезона таму да имаме градежни активности со поврзување на објектите, постоечките објекти што се. Тоа е во однос на ова. Во однос на другиот дел, горе за пресителната станица кај што е кај детското, значи имаме проектна документација изработена во 2020 година од страна на UNDP, која ќе ги прифати водите од Молика, значи тој колектор што е изграден, некаде 2500 километри, 3000 метра, од 2500 до 3000 метра е изграден во 2006-2007 година колекторот, меѓутоа не е ставен во функција. Ќе ги прифатиме водите, значи од Молика и сите објекти покрај Молика што се под Молика, да речеме и таму има неколку објекти, од исто така и од на Лазо вилата што викавме сега по ново, не знам како се вика, нешто е во функција на националниот парк и детското. Значи и детското. И таа станица ќе биде за 500 еквивалентни жители. И таа во моментот нема да можеме да наполниме со 500, затоа што детското не работи, ќе мораме да го ставиме и него во функција, меѓутоа не можеме да се откажеме од тој проект. Проектот е направен во сите фази, со сите фази, значи заклучно до добивање на одобрение за градба во 2020. Меѓутоа не е поднесено барањето за добивање на одобрение во 2020. Во меѓувреме се сменети законите во однос на проектот за инфраструктура, не се вика веќе поиќе така, и сега во моментот правиме апдейтирање на таа проектна документација. Значи ќе изгубиме некое време за да апдейтираме, за да можеме да извадиме одобрение за градба. Ако бев јасен. Тоа е за горниот дел, За за горниот, што ми кажувате. За колку време тоа би се завршило и кога може да се почне таму се гради? Значи, во моментот правиме апдейтирање на проектната документација, тоа ќе ни одземи време, минимум 3 месеци за да го добиеме одобрението, минимум. Оптимистички 3 месеци да обновиме документацијата, доколку UNDP не влезе во пресред со поправка на таа документација. Значи некој можел да извади тоа одобрение во 2020, меѓутоа е стајано во фиока, стојено и сега ние ќе изгубиме време. 3 месеци минимум за да добиеме одобрение. Иначе ставено е, значи планираме да го изведеме тоа, да изградиме таа пресителна станица и конкретно и конечно да ги решиме тие проблеми горе што се наталожени толку години. Мислам, од самото постоење на Молика нема пресителна станица соодветна. Има некоја импровизација таму, меѓутоа не е соодветна. Значи, пак ќе речем, убаво е тоа што се сработило, како донација или не знам во која програма било од UNDP, значи комплетна документација ревидирана со се пресителна станица и колектор. 2 колектори се тие, едниот е од детското до пресителната и едниот е горниот дел кај што ги спојуваме објектите под Молика што се тие под патот, што не може да се приклучат на колекторот на патот за Пелистер што го викаме во горниот дел, мора нов колектор да се направи така да тоа е тоа. Значи двата колектори се некаде околу 150-200 метра и пресителната станица што треба да изградиме и да го решиме проблемот. А тоа во 2020 рековте во нека фиока што заглави, по која вина заглави фиока? Овде општински или то под министерство не? Па не, тука е бил проектот, меѓутоа некој не го активирал да извади одобрение за градба. Во 2020 не се замарал некој, значи. Да. Јас тоа го кажувам, бидејќи него не знаевме проектот, го најдовме проектот, кај еве проект, што збориш, како, него не знаевме. Мислам, јас конкретно не го знаев, може некој го знаел. Ама зошто го чувал толку, не знам. Со тоа што потенцијално ќе гледаме и детското да го оставиме во употреба. Иначе ако не го ставиме, повторно ќе имаме нешто што ќе изградиме што нема да функционира. Уште кратко само. Значи ова е направена долу, не е во функција и нема доволно корисници. И таа горе да ја направиме во најбрз можен рок, повторно нема да е во функција, реално бидејќи тоа е. нема корисници. Да. Значи ќе имаме неа, ама ништо нема да смениме ствари. А реално така е. Значи, ја го кажувам како што е. Значи, за да функционира тој систем, мора да има доволно бактерии такви што ќе го работат систем. Ако нема, а е демизионирана за тоа, значи нема да биде во функција, нема функционално да биде. Така и ова затоа не е ставена во функција, и нема доволен број на конзументи. Сега, дали ќе стигнеме до 500, мислам дека нема да стигнеме, меѓутоа перспективно гледано мораме нешто да А направиме. колку е максимум капацитет? Молим? Максимален капацитет. 500 еквивалентни жители. Тоа значи
Еквивалентни жители, Не, тоа е значи жители минимално за да функционира максимален број. Тоа е максимален, да, меѓутоа оптимално е да го има, да речеме 400-450 да има. 400 да има, брема, не 100-200. Еквивалентни жители, да пообјаснам, значи може да има и други конзументи таму, да речеме некоја фабриче за, да речеме, за млеко или нешто така, што дополнително ќе го оптерети система и добро е да има такви горе некои, што ќе да речеме ќе изголеми тоа еквивалентно на жители. Значи тоа се претвара во жители, да речеме, тој што го загадува. Затоа ги викаме еквивалентни жители, така е стандардот за кој ќе се зборува за пречистителна станица и оптеретување од на крајот се претвара во еквивалентни жители. И индустријата и ова, но се претвара така, тоа е принципот. Океј. Фала. Колегата Методија сакаше. Едно прашање, ако може, кој одделение го изработува шој проект? Економски развој или? Економски развој, да. Океј, тоа е право. Не да го изработува, ме го координирал економски развој. Да. Добро, второто прашање, то што го збораме за вториот потек на пречистителна станица под, односно кај детското, од вадење на тој документ што треба да го чекаме неколку месеци, според вас реално колку време ќе треба да изградиме таа пречистителна станица? Реално? Па реално 5-6 месеци. Значи од реално. добивање на документ 5-6 месеци, зависно од годишен период, зима, лето, година дена би било се финиширано. Да работи за два колектори од, да речеме, 200 метри и еден објект. Значи 5-6 месеци со сите фази треба да се изгради. Фала. Некој друг од колегите? Дали некој бара збор? Венцо, ви благодарам. Значи, пошто никој не бара збор, го затварам претесот по точката и го ставам на гласање. Кој е за? Една точка извештајот, колеги. Тројца имаме право на глас. За? Кој е против? Воздржани? Пошто завршивме, ја завршуваме седницата и се гледаме на наредната комисија. Ви благодарам, колеги.